Почнем ова утринска богослужба во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос, прославувајќи го Бога со песната број 40. Бог е помеѓу нас сега и овој час. В радост да го прославиме. Искреност и верност во нас нека види Господар над сите сили. Запејте весело од срце и душа, радост нека блика. Од Божјото Слово ќе го прочитам Псалмот број 30. Ке те возвишам, Господи, зашто ме издигна и не ме остави моите непријатели да се радуваат над мене. Господи Боже мој, те повикав и ти ме исцели.
Господи, ја извади моята душа от подземјето и ме оживеа на работ на гробот. Пејте му на Господа, негови избраници, и восвалете го неговото свето име. Зашто неговиот гнев трае само еден миг, а неговата добрина цел живот. Плачот доаѓа навечер, а радоста наутро. И јас реков во својата среќа, никогаш нема да се поколебам. О Господи, со својата добрина Ти ме постави на гората на надежта, но штом ќе го скриеш Твоето лице, целиот се оплашувам. Тогаш Господи извикав кон Тебе и го помолив Господа. Каква полза од мојата крв, каква корист ако слезам в гроб? Зар правта ќе Те слави и ќе ја проповеда Твојата вистина? Послушај, Господи, и смилувај ми се. Господи, биди ми помошник. Го обрна мојот плач во играње, ја симна од мене вреќата и ме препаша со радост. Затоа мојата душа Ти пее и нема да молкне. Господи, Боже мој, ќе Те фалам до века. Се исправим и да се помолим. Господи, Боже наш, Те славиме, Господи, и Ти благодариме за овој нов ден кој што Ти ни го имаш дадено во Твојата милост и во Твојата благодат, која што секојдневно, Господи, Ти ги покажуваш спрема нас. И навистина, Татко Небесен, ако не си Ти, ако не е Твојата милост вечна, ние денес не би постоеле. Ние не би имале живот во нас, нити можност да го славиме Твоето свето име, нити можност да се видиме со браќата и сестрите. Тоа единствено го должиме, Господи, само на Тебе и на никој друг. Ти благодариме што секој добар дар, секое совршено нешто доаѓа, Господи, од Тебе, од небесата, од Твојот трон, кај што Ти, Господи, седиш и управуваш со се што дише, и е повикано се што дише да Ти оддава, Господи, на Тебе слава. И ние сме повикани, Твоето Слово, Господи, секојдневно не повикува да истражуваме, да ја бараме Твојата волја, Господи, и како што е во небесата, така и на земјата да биде, така и во нашите срца, Господи, да се слави Твоето име. Така и нашите срца да ги разпознаваат Твоите патишта, Господи. Тоа што Ти ни откриваш преку Твојот свет дух, тоа го запишуваш во нашите срца. Ти си Бог кој што работи во тајност. И во нашата тајност, Господи, во осаменоста, Ти не пронаоѓаш, Ти ни зборуваш и Твоите, Господи Исусе, го познаваат Твојот глас. И тугинец и странец ако зборува, и тоа го разпознаваат. Бидејќи, Господи, Ти во Твоето Слово ни откриваш јасно која е Твојата волја. Ти ни се откриваш и сами од себе си преку Светиот Дух, кој што ни го имаш пратено. Духот кој што не утешува, кој што се застапува за нас, во нашата немоќ се моли и ги искажува нашите потреби пред Отецот Небесен. И ово утро, Свети Душе, Те молиме за Твоето застапништво. Те молиме, Господи, за Твоята утеха. Пренеси ги молитвите до Отецот Небески. Сето тоа што го бараме во Исусово име. Зашто во Писмото пишува дека се треба да бараме во името на Исус, да ја бараме волјата на нашиот Отец Небесен. Не нашата, Господи, туку Твојата волја. Зашто и Ти самиот, Господи Исусе, не имаш оставено пример и ја бараше волјата на Отецот. Така ги научиш и нас, Господи, да ја бараме Твојата волја во нашето секојдневие, во одлуките кои што ги носиме, па дури и како заедница, Твојата волја, Господи, да биде. Те молиме, Татко, очисти ги нашите срца од гревот кој што лесно не закачува, од бремето од овој свет кој што не притиска. Очисти не, Господи, од гревовните синџири, ослободи не.
изми ги нашите срца, нашата совест. Все, Господи, што не е по Твоята воля, ние и сега го представуваме, Татко, пред Тебе. Зашто знаеме дека Ти за тоа дојде на оваа земја. За тоа, Господи Исусе, Ти дојде во нашите животи, за да дадеш спасение, да дадеш ослободување. Господи, дојди сега и во оваа богослужба. Нека Твоето име биде прославено. Во името на Исус Ти благодариме. Амин. Ќе го прославиме Бога со песната број 57. Запеј ми ги зборовите на живот. Amen.
од Божјото Слово. Ќе прочитаме еден стих од посланието до Галатјаните, од 6 глава, 14. А јас сум далеко од тоа да се фалам со нешто друго, освен во крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого светот е раснат за мене и јас за светот. Сите вас ве поздравувам ова неделно утро. Мило ми е што сум помеѓу вас да го споделам Божјото Слово, сите заедно да се радуваме на Божјото присуство и да се поучиме од тоа што Господ Исус ни зборува преку Неговото писмо. Наша должност е да го читаме, да го слушаме, да размислуваме за писмото, така како што ни е дадено, така како што Божите свети луѓе, водени преку Божиот дух, инспирирани од Бога, го напишеле и тоа останало напишено Божјо Слово и ние денес слободно можеме да се повикуваме на писмото, да истражуваме од Божјата волја, бидејќи псалмистот вели: Твоето Слово е светилка на мојата нога и светлина на мојата патека. И во овој живот ние одиме, чекориме во една темнина, бидејќи светот не е како што беше во самиот почеток. Отецот Небески, бидејќи тој е создателот на се што се гледа и се што не се гледа, во почеток кога го створи светот, земјата, небесата и целата војска, небесна војска, сите звезди, сите созвездија, морето, копното и се што ги исполнува, сите живи суштества, го створи преку збор и зборот Божи беше: еве, се е добро. Но нешто недостасуваше создание или битие, кој што ќе биде според Божи образ, кој што ќе се грижи, ќе ја чува, ќе обработува земјата на која што е поставен. И го зеде Господ Бог човекот од земја, го створи од земниот прав. Единствено за човекот не е напишено во писмото дека Бог рече. Туку таму Бог каже: ајде да направиме човек според нашата сличност и според нашето подобие. И тогаш Господ Бог зеде и на некој начин си ги извалка своите раце од земниот прав. И Божјата рака е многу возложена во нашето создание, во нашето битие. Бидејќи Бог има директен пристап со земјата, а од земјата произлезе човекот, створи тело со сите органи, се што е потребно за човекот да биде жив, и на крајот недостасуваше душата. И дувна Господ Бог во човекот преку неговите носалки, и човекот започна да дише. И стана жива душа. И таму човекот во тој првобитен свет, во тој многу добар свет, Господ Бог рече: и еве сега кога го создадов човекот, се е многу добро. Тој уживаше во присуството Божјо. Се среќаваше кога веќе денот превалуваше, кога ќе дојдеше добриот ветрец, едно пролетно време, убаво, кога мирисот на цвеќињата беше во полн ек и дрвјата раззеленени и беше исполнето со Божја убавина. Светот ние не можеме ни да го замислиме како беше во самиот почеток, бидејќи толку многу е разорен сега, толку многу е уништен заради злото и гревот. Ние само ги гледаме денешните отпечатоци од тоа првичното создание кое што беше створено преку Господ Бог. Човекот се среќаваше, го слушаше гласот на Господ, го учеше, го водеше, му покажуваше. Се му беше откриено на првиот човек, на првиот Адам. Беше поставено и дрвото на животот, од кое што слободно човекот јадеше, му го продолжуваше неговиот живот, и тоа беше животот, дрвото на вечноста. Но имаше уште едно дрво,
дрво за познаване на доброто и на злото. И беше предупреден човекот, ако ядеш от това дрво на познаване на доброто и злото, во денот кога ќе ядеш од него, ти ќе умреш. И човекот можеше да бира. Имаше волја за да избира, бидејќи Бог е слободен. И така го створи и човекот слободно да размислува и да бира помеѓу љубовта, да бира помеѓу верноста и неверството. Човекот не беше роб во почетокот. Кога реши да јаде од дрвото на познавање на доброто и злото, во тој момент веќе човекот стана роб, во вистинска смисла на зборот. Првично беше, апостол Павле ќе каже, беше роб на слободната волја, беше слободен да ја извршува Божјата волја. Но сега веќе човекот, откако стана грешен, тој веќе не е слободен да ја извршува Божјата волја. Тука е разликата дека човекот нема слободна волја. Слободата се гледа дали човекот е способен да ја извршува Божјата волја или не. Во тоа е слободата, а не дека нема право на избор. Секојдневно човекот има право да избира. Но го запозна доброто и злото и се излезе, се воздигна на некој начин над својата човечка природа, на тоа што Бог му го даде. И тој почна да размислува возвишено. Такви мисли дојдоа кај човекот, кои што не беа веќе човечки мисли. Тој почна да размислува, тој го прифати размислувањето од лукавиот, од сатаната, кој што му велеше, ти ќе бидете како богови. Ќе размислувате, ќе познавате што е добро, што е зло. И човекот кога апна, тој познаваше што е добро, што е, но го изгуби доброто. И изгуби таа првобитна состојба. Што требаше Бог да направи за да го избави човекот од гревовната ситуација во која што се наоѓа? Не беше доволно само Бог да каже со својот збор: ајде човече, грешниче, како што пееме во песните, стани грешниче. Не беше тоа доволно како што беше доволно кога Господ Бог го создаваше целиот универзум. Во почеток беше Словото, пишува апостол Јован во своето Евангелие. И Словото беше во Бога, и Словото беше Бог. Се стана преку Него и ништо од она што стана не постана без Него. Но зошто не можеше Бог со еден збор да каже: спаси се, изми се, очисти се? Бидејќи човекот не е обично битие и создание, бидејќи човекот го носи Божиот образ во себе си. И не е можно само со збор човекот да биде исправен, да биде спасен. Не е можно со никакви други дела религиозни, побуди некакви кои што ги има во човекот да го бара доброто. Затоа сме сведоци, источните религии тоа многу го нагласуваат. Треба да се преобразуваш, треба да работиш добри нешта, за со цел да достигнеш до некоја нирвана, до некој божество. Ти самиот треба да достигнеш до божеството. Но Словото Божјо, Библијата ни открива нешто друго. Човекот е толку многу заглавен, тој не помислува, нема начин да стигне до совршеното Божјо присуство. Не беше можно само со збор. Некои толкувачи на Библијата, некои теолози велат: толкова много сила е употребена за кога Господ Бог спасува еден човек, дури поголема од кога Господ Бог го ствараше универзумот. Зошто? Бидејќи крвта на Божиот Син протече. Бидејќи Господ Бог стана човек, исти како нас. Во се беше исти Господ Исус Христос, но се разликуваше единствено во гревот. Бидејќи тој не направи грев и не изусти лага неговата уста. Но тој ја имаше во себе и Божјата природа.
бидейки е наречен и Божи син. И единствено таков човек и Бог во човечко тело можеше да плати, има силата да го избави човекот от гревот и от нашата отпадната состојба. И сега ние денес пак ја имаме волята, пак можеме да избереме дали да се вратиме кај Господ Бог, дали да го прифатиме Неговото спасение, Евангелието кое што Тој ни го даде, или да продолжиме да јадеме од дрвото на познавање на доброто и злото и да споредуваме што е добро, што е зло и да останеме во тие возвишени, што не се човечки мисли, на страна, далеко тоа не е за нас, тоа не допира нас, тоа се стари приказни. Ние сме денес многу софистицирани луѓе, многу напредни. Или ќе се понизиме пред Божјото Слово, кое што е живо, кое што е действително делува во нашиот ум, како меч со две острици, навлегува длабоко во нашето срце, ги разглобува, нашите намери ги разоткрива. И кога влегува, кога ние дозволуваме Божјото Слово на таков начин да сече, да го пресече нашето срце, ние самите остануваме пресведочени пред Господ Бог. Ние го гледаме злото кое што се наоѓа во нас. Господ Бог тоа ни го открива. И тогаш можеме да повикаме кон Бога. Можеме да повикаме за спасение на нашата душа, бидејќи спасението е бесплатно. Посланието до Галатјаните, стихот кој што беше прочитан од 6 глава, вели апостол Павле: а далеко од мене јас да се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос, преку кого светот е раснат за мене, и јас сум раснат за светот. Ова послание до Галатјаните апостол Павле го пишува бидејќи има еден проблем во црквите во Галатија. А тој проблем беше што религијата почна да навлегува и помеѓу верниците кои што го прифатија Евангелието Божје. Преку лажни воведени браќа внатрешно во црквата, почнале да зборуваат повторно за јудејството, за обрезанието, дека не е доволно само Христовата жртва, требаше да се прават и религиозни дела, изборува, проповеда на галатјаните, дека Евангелието и тоа апостол Павле што го проповеда не е доволно. И затоа и самото писмо започнува прво со поздравот. Апостол Павле вели во првиот стих: јас сум Павле, така го подпишува своето писмо. Апостол повика не од луѓе, туку од Господ Исус Христос и од Бог Отецот, кој го воскресна Исус. Понатаму во истото послание вели: јас го примив Евангелието и ви го проповедав некако човечко, бидејќи тоа не доаѓа од човек, туку преку откровението кое што Господ Исус ми го даде. И не го научив од човек. Бог ми го откри. На патот кон Дамаск Господ Исус му се откри на Савле. Апостол во истото послание пишува во првата глава и 16 стих да го открие во мене, Божиот син. Имаше повеќе стадиуми на познавање, како апостол Павле дојде до тоа да Господ Исус Христос живее во него. Во втората глава, вториот стих пишува: со Христа сум раснат на крстот и веќе јас не живеам, туку Христос живее во мене. А животот што сега го живеам во телото, го живеам преку вера во Божиот син,
кој што ме возлюби и се предаде сами од себе си за мене. Апостол Павле да стигне до тоа познавање на Христа и да каже дека сега јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене. Прво требаше таа средба да има на патот кон Дамаск. Прво требаше неговите очи да заслепат, неговите телесни очи, а духовните очи беше потребно да му се отворат. Прво откровението беше Христос ми се откри на мене. А потоа како истражуваше во неистражливото Христово богатство, во длабочината, во височината, во должината на Христовата љубов. Сега вели до галатјаните, но Христос се открива во мене. И тие што сакат да наштетат на мене лично, не наштетуваат на мене, туку сакаат да го убијат Христос кој што е во мене. Тој тоа многу добро го знаеше, бидејќи на патот на Дамаск, што слушна? Савле, Савле, зошто ме гониш? Кој си ти, Господине? Тој знаеше дека Христос е тесно поврзан со Христовата црква, бидејќи црквата е тело Христово. И ние сите сме членови кои што имаат различни функции во телото Христово, а Христос е главата. И Христос го болеше, бидејќи Тој е Господ кој што сочувствува и е многу милостив и долго трпелив. И вели, зошто ме гониш? Ако некој тебе те повредува, тоа Савле го знаеш, го научи. И сега се спротивстава на сите своји противници. И вели, не е вашата борба против мене. Јас веќе не живеам, туку јас сум раснат. Се знаеше за човекот кој што е раснат на крстот. Се знаеше за човекот кој што оди на Голгота. Тој човек не се враќа назад. Тој човек заборава на сите своји права. Тој раскрстува со овој свет. Тој веќе нема никакви очекувања од светот. Зошто? Бидејќи волјата му е изедначена со Христовата волја. Бидејќи тој е целосно предаден на Христовиот свет дух кој што е во него, кој што пребива, кој што го води, му е открива целата вистина и го води понатаму, го очекува и го бара Божјото царство. Го споделува Божјото царство преку Евангелието кое што е Божјо. И вели, јас сум раснат. Човекот ги губи сите права, се откажува од сите привилегии. Тој што е раснат, имаше еден пат пред него, тоа беше патот кон Голготскиот крст. И едно нешто се знаеше за човекот, сум ви зборувал и порано. За тој човек кој што оди на Голгота. Тој човек не се враќа назад. Тоа е неговото последно патување. Тоа е неговата финална и последна жртва. И Христос сите негови следбеници ги повикува. Ако не се одречете од самите себе си и не го подигнете својот крст, не можете да бидете мои ученици. Апостол Павле го подигна својот крст. Тој не се врати назад, бидејќи гледаше напред. Тој го следаше примерот Христов, кој што заради радоста која што беше пред него, го претрпе Голготскиот крст, пишува во посланието до евреите. Радоста беше во Христа. И радоста негова беше сила. Исто е напишано и за праведниците. Радоста наша е силата која што имаме во Господ. Радоста која што гледа над проблемите, над искушенијата, над страдањата кои што можеби се наоѓаат пред нас или моментално ги има во нашиот живот. Тоа е надежта, поврзано е тоа, дека и после тоа не очекува Божјото царство, дека Голготата не е крајот. Но ако застанеме таму пред Голготата, нити одиме напред, убаво ни е, комфортно ни е во таа зона и само од страна ќе ја гледаме маченичката смрт на нашиот Господ и Спасител.
Но Господ Исус не повикува и ние да вземеме удел во Неговото страдање. Зошто? Бидејќи кога ние нашиот живот, нашиот грешен живот ќе го поистоветиме со крстот Христов, тогаш ние го распнуваме гревот и го забораваме нашиот грешен живот. И нашиот живот не завршува таму, ние продолжуваме понатаму. Во страдањата, во маките, во болестите, во гревот. И Христос дојде и Неговиот крст. Има место под Неговиот крст и за нашиот крст и ние таму да се прилепиме до кај Него. И Неговиот крст е многу огромен. Тој е голем, ги зеде гревовите не само нашите, туку и гревовите на целиот свет и секој кој што ќе се покае. Има место и за нашиот живот кај крстот Христов. И Голготата не беше крајот, гробот не беше крајот, туку следеше воскресението. И ние се поистоветуваме и со Христовото воскресение, бидејќи новиот живот доаѓа сега преку воскреснатиот Господ Исус Христос. На крстот и законот е прикован. Сите религиозни дела немаат никаква важност таму на крстот. А некои дури и ден денеска има и такви кои што проповедат не е доволен само Христос, не е доволна жртвата на Голгота. Туку потребно и некакви дела од законот. Затоа апостол Павле предупредува во ово послание до галатјаните: ако тргнете по законот, треба да го исполнувате целиот закон. А јасно е дека од делата на законот не може да се оправда ни едно тело. Во 3 глава 6 стих пишува за Авраам, вели како што и Авраам му поверува на Бога и тоа му се засмета за праведност. И се нарече татко на верата. За Авраам не читаме дека бил некој учен, можеби човек, некој познат, но исто и тој како Павле. Вели, јас Евангелието не го примив од човек. Му се објави Ел Шадај, семокниот Бог, и му рече: Авраам, излези од земјата на твоите татковци и оди во земјата во ветената, каде што ќе ти ја покажам. И тоа Авраам не можеше да го научи од човек, бидејќи после 3-4 века тек пред потомците на Авраам ја наследија земјата и влегоа. Тоа му беше кажано од семокниот Бог, кој што гледа што има во иднината. Тој само ја поздрави и не влезе во ветената земја, само оддалеко ја гледаше. Но после неколку поколенија, бидејќи веруваше на ветувањето Божјо, неговите потомци влегоа во земјата која што Бог му ја вети на Авраам. Тоа не можеше да го научи од човек. Кој е тој човек кој што ќе каже после 400 години што ќе биде од твоето потомство? Тие се тие нешта и апостол Павле што зборува, Евангелието не е човечко. Јас нити го научив од човек, нити тоа може да биде научено од човек. Туку го примив преку откровението на Господ Исус Христос. Низ Библијата има многу такви откровенија на Божи луѓе кои што ја виделе Божјата слава и зборувале за Него. Во Евангелието од Јован тој спишува, спомнува за Исаија како го виде Господ на голем и возвишен престол и потоа зборуваше за Божјата слава. Иако Исаија и пред таа 6 глава на видењето, на откровението на Бога, зборуваше тешко вам кој што доброто го правите зло и злото го правите добро. Имаше познавање за Божјата волја, но кога му се откри Господовата слава, што рече Исаија? Тешко мене пропаднав. Зошто? Бидејќи сум човек со нечисти усни. Ги виде тие огромни серафими, херовими како летат околу Божиот престол.
со 6 крила, и сите извикува: свет, свет, свет е Господ Бог, и полна е земјата со Неговата слава. Некој толкува, че споредувајќи го тој небесен храм и тие огромни небесни битија, велат дека тоа е еден огромен простор, што има место да се соберат над 1 милиарда битија. И тоа е Исаија, кога го гледа тој грандиозен објект, и како Господовата слава го исполнува тој објект, и ангелите како пеат: полна е земјата, не само тој објект, полна е земјата со Господовата слава. Гледат во иднина дека кога ќе дојде Божјото царство, сега не е. Сега е проклета земјата заради гревот. Но доаѓа Божјото царство, и тоа е сега привидно, тоа е променливо и брзо ќе дојде. И што рече Исаија? Тешко мене пропаднав, зашто сум човек, грешен човек. Не плаши се, го пушти ангелот. Зеде жар од жртвеникот, допре до неговите устни. Еве, твоята уста е очистена. Оди и зборувај за Господовото слово. Ама Господи нема да слушат. Нема да те слушат, но ти зборувај за Господовото слово. Кого да испратам, рече Господ. Исаија рече, одговори на тоа: еве, прати ме мене. Јов во цела книга се бореше низ целиот свој живот, додека беше во маките и во страдањето. На крајот што рече од книгата Јов? До сега, Господи, јас слушав за Тебе. Знаев многу нешта и од животот, и од работата, и од човечките односи. Многу нешта ми беа јасни и за Тебе, Господи, и за созданието, и за се. Знаев да менаџирам со огромен број на стока, на луѓе, многу слуги. Бев искусен во сето тоа. И за Божјото делување, и за Неговото создание во тајните на созданието. Слушав. Но нешто се случи кај Јов, кога Бог му проговори од бурата, и тој доби откровение од Бога и вели: но сега моите очи те видоа и се каам во прав и во пепел. Минатата недела братот Костан спомна за еден многу познат теолог во западното христијанство, Тома Аквински. Има напишано многу толкувања и во својата збирка, која се вика Сума теологика, на крајот од својот живот, во 1273 година, тој добива исто такво едно откровение од Бога. И тоа било толку огромно искуство, што после тоа престанал веќе да пишува. И неговиот коментар бил: до сега ова што сум го пишувал е како слама споредено со тоа што Бог ми го откри. Имаме ли ние таков момент во нашиот живот, такво откровение на Христовата љубов? Како Савле кога ја гонеше црквата, кога се преобрази во Павле. И тој во својата религиозност, ревностен во преданијата на своите татковци, беше гневен на црквата Христова. Тргна за да ја уништи. Мислеше дека е лажен пророк. Заблуден. Мислеше дека го познава Бога. Но таму при таа средба тој остана на колена и праша: кој си ти, Господине? Во тој момент целиот живот на Савле се растори, пропадна, бидејќи беше изграден на песок. Беше изграден на некаква слама. Но после таа преобразба му беше давана благодат и беше повикан за апостол помеѓу незнабожците и помеѓу езичните.
помеѓу народите кои што не го познаваат Бога. 6 глава, 14 стих. А јас сум далеко од тоа да се фалам со нешто друго. Апостол Павле имаше со што да се пофали во неговиот ден. Беше роден во Тарсис, добро познат град. Во својата служба отиде до Атина, главниот интелектуален град во тоа време. Отиде и во Коринт, главниот град на безбожништвото, на гревот во тоа време. Каде и да беше прашан и кај стоиците во Атина, во филозофите, тој на сите им даваше одговор. Неговиот интелект беше огромен за тоа време. Го знаеше и римското право, отиде и во воениот град, главен град во тоа време, во Рим, и таму отиде. Но со ништо тоа тој не се пофали, нити со своето образование, нити со своето јудејство, со својата религија. Со ништо тој не се пофали, а далеко од мене јас да се фалам со нешто друго, освен со крстот на нашиот Господ Исус Христос. Некој гледајќи го од страна така Павле, ќе помисли, овој човек може да биде многу познат во својот ден, помеѓу своите современици. Може да биде некој многу добар учител во престижно училиште, или да биде добар трговец, имаше некој занает во изработка на шатор или било што. Како правник, што толку се загледал кон тоа христијанство, некој така може да си помисли. Но откровението што Павле го доби, тоа не е човечко. Никој не може да се залета кон мртов Христос. Тој знаеше дека Христос е жив, го сретна. Тоа го преобрази неговиот живот и затоа тој самиот изјавува се друго сметам за отпад или за смет во однос на преважното познавање на Господ Исус Христос. Преку кого светот е раснат за мене и јас за светот. Ние денес немаме такво искуство да гледаме како некој го распнуваат. Нема Голгота кај нас ние тоа да го видиме како изгледа во живо. За римјаните тоа било спорт, го гледале секојдневно. Тоа било изживување од нивна страна. И во оној момент кога човекот е прикован таму на крст и кога е раснат, секој од минувачите можеше да фрла било што сака на тој разбойник, на тој човек, и ѓубре, и да плукаат. Тој веќе беше лишен од се во овој свет. После телата се фрлаа таму на отпад и кучињата можеа да гризат. Тоа беше една страшна и гнасна гледка, раснувањето. И кога апостол Павле вели за светот е раснат за мене, тој така го гледа овој свет кој што е отпаднат, кој што е гнасен од гревот, кој што е покварен, кој што е корумпиран свет. И вели светот е раснат за мене, јас го гледам како Голгота, но и од друга страна што? Но и јас сум раснат за овој свет. Така и светот гледа на верните луѓе како нешто недостојно, нешто со кое што се занимаваат со страдање, со издржливост, со трпение. Светот тие нешта не ги разбира, со вера во очекување на Божјото царство, и ние за светот сме раснати, недостојни. Но исто така и светот е раснат за нас, како што вели Павле. Со Христа сум раснат на крстот и веќе јас не живеам.
туку Христос живее во мене. Дали тоа истото можеме да го кажем и за нашиот живот? Дека ние сме одлучиле да го раснеме нашиот гревовен живот заедно со Христос на крстот. Сме се откажале од нашите права. И нашата волја сме ја поистоветиле со Христовата волја. Дали тоа е вистина за нашиот живот? Или дали се стремиме кон тоа, дали сме го подигнале нашиот крст? И сме отишле на пат во кој што нема враќање, но тој пат продолжува понатаму кон вечното Божјо царство. Дали можеме да кажеме, јас веќе не живеам, туку Христос живее во мене? Нека да се исправиме и да се помолиме. Господи Исусе Христе, Ти благодариме, Господи, за Твоята жртва, за Твоята кръв, Господи, која што не очистува од секој грев. За крстот Твој, Господи, каде што можеме сите наши гревови да ги заковиме, да ги распнеме, Господи, и да продолжиме понатаму, да се вселиш, Господи, со вера во нашите срца и Твоята љубов, Господи, да ни исполнува. Помогни ни, Господи, во подигање на крстот и продолжување понатаму во следбеништвото на Тебе, Господи. Амин. Ќе испеем песната број 192. Кој со вера на крстот ќе погледне. Кој
После богослужбата хорот да остане, ќе имаме проба за Божик и други информации мислам оти нема. Нарната служба останува повторно во недела во 10 часот и за крај ќе се исправиме и ќе завршиме со песната број 1. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедништвото на Светиот Дух нека бидат и останат со сите вас сега и во сите векови. Амин.